Добар ден, ученици! Добар ден! Денес на математика одлучивме завршниот дел на часот да го реализираме во нашиот прекрасен двор, а имаме и прекрасно февруарско сонце. Денес повторуваме и увежбуваме содржина од математика, множење трицифрен број со 10. Но малку би сакала да се подсетиме на некои основни правила што се случува кога множиме трицифрен број со 10. Хајде да видиме, Тамарче, што се случува кога множиме трицифрен број со 10. Тој број ќе стане 4 цифри. Така, трицифрениот ќе стане 4цифрен. Марко, за колку пати тој број се зголемил? Тој број ќе се зголеми за 10 пати. За 10 пати. Или како реков едноставно, го препишуваме трицифрениот број, И на крајот само ќе му додадеме 0. само ќе му додадеме 0 и задачата ќе ни биде решена. Сега би сакала низ игра малку да се провериме множење трицифрен број со 10, но тоа ќе го направиме, едно другарче ќе множи писмено, а друго другарче ќе множи напамет. И да видиме кој начин ќе биде побрз. Еве Јаничка и Михела еден пар. Повелете. Ајде со камче да си одбериме еден број. Кој тој број, Јаничка? 358. Така, ајде сега ти ќе ми множиш напамет, а Михаелче ќе ми множи така, писмено. И да видиме кој начин ќе биде побрз. Така, Јаничка, кој број го добивме? 3580. 3580. Михаелче? Јас го добив истиот број, но само малку помал. Така, побавно. Одиме на редниот пар. Марко и Филипче. Ајде да си одбериме еден број. Кој е тој број, Марко? 211. Така, Марко ќе ми множи напамет, а Филипче ќе ми множи писмено. Да видиме кој ќе биде побрз. Ајде да видиме. Марко веќе пресмета. Кој број го доби Марко? Јас го добив бројот 2110. Ама истиот го доби и Филипче, но малку побавно. Добро, нареден пар. Тамарче? Со Леонид, повелете. Одлично. Тамарче, кој е тој број? Бројот 452. Ајде, душо, ти ќе ми множиш напамет, а Леонид писмено множење. Да видиме кој ќе биде побрз. Ајде. Така, Тамарче, кој број го доби? 4520. Одлично, но истиот го доби и Леонид. Така? Само побавно. Побавно. Кој ќе биде нареден пар? Ајде, Емче. Ајде, душо, да одбериме еден број. Така, кој е тој број? 6503. 653. Ајде ти да ми множиш писмено напамет, а Филипче ќе си множи, ти ќе ми множиш напамет, а Филипче овде ќе си множи писмено. Ајде да видиме кој ќе биде побрз. Така, сега од трицифрен веќе добивне 4цифрен број. Кој е тој број, Емче? 6530. Така, истиот го доби Филипче, но тој беше побавен. Ученици, дали сега веќе ги совладавне правилата на множење трицифрен број со 10? Да. Така, се гледаме нареден час низ некоја друга игра. Довидување!